Македонија се вбројува помеѓу земјите со најголем број пушачи. Или Македонија е меѓу првите 10 земји во светот врз основа на вкупниот број испушени цигари дневно по пушач. Според истражувањето од Институтот за јавно здравје, направено 2024 година, утврдено е дека дури 48,4% од возрастните се пушачи. Но она што повеќе загрижува е фактот дека младите покажуваат сериозна стапка на пушење цигари. Во моментот, актуелни се електронските цигари. Тимот на Биди свој направи кратко истражување и разговор со повеќе од 100 млади луѓе на возраст од 17 до 21 година. Утврдивме дека секој трет млад човек консумира електронски цигари или пуши цигари и скоро и да не постои младо дете кое нема пробано цигари. Велат дека се лесно достапни, тренд се и може да се консумираат во секоја затворена просторија и тоа е причината зошто толку трендот на пушење цигари е во пораст. За жал, младите не се свесни за сите сериозни последици од овој тренд или од оваа мода и тоа е причина за тема на денешниот подкаст кај нас да биде дозволено пушење, за жал. Ќе разговараме на оваа тема со мојата гостинка, доктор Маја Катранџејска-Џонлага, специјалист по семејна медицина. Докторке, добре дојде во мојот подкаст. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Како се чувствувате прво да ве прашам? За прв пат сте гостинка кај мене. Па, пријатно, убаво, работна атмосфера. Така, се надевам дека нема да биде и последен, затоа што секогаш има теми на кои може да се разговара за здравјето на граѓаните. Ова е, спомнавме пред да почне подкастот, дека не многу актуелна тема, не сакаат посебно младите да ја дискутираат од причина што сите конзумираат електронски цигари. Да. Но и не се надевам да слушат за нешто што не им се допаѓа. Но се надевам дека ќе допреме до голем дел од јавноста, до публиката. Ако ништо друго, барам да размислат на таа тема, да ги согледаат последиците, да ги согледаат сите сериозни последици кои ги има пушењето цигари, без разлика какви цигари, и ќе промениме нечи живот. Да се надеваме. Треба да се подигне свеста, треба да се размислува во таа насока. И за секој еден млад живот, па на крај и возрастен човек кој што ќе се нафати да размислува и да ја покрене постапката за откажување од пушење, ќе добие многукратни бенефити по своето здравје, ние ќе бидеме среќни. Така, на самиот почеток прочитав една статија. Никотинот е супстанца која создава најмногу зависност. Скоро се споредува и со хероинот. Да. Што значи тоа точно е? Какво е вашето мислење по тој став? Значи, никотинот е супстанцата од тутунот, од цигарите, која што ја ствара зависноста, а всушност уште некои 8.000 други различни хемиски супстанции ги има во чадот од цигарата, кои што ги консумираат пушачите, а за нив барем за 80 е докажано дека се канцерогени. Значи, никотинот сам по себе не е тој што штети по здравјето на пациентот, меѓутоа е тој што ја предизвикува зависноста. Сега, зависноста, механизмот на зависност кај никотинот е иста како и механизмот на зависност кај хероинот. И двете хемиски супстанции делуваат на допаминскиот систем во мозокот, значи делуваат на ослободување на допамин, кој што всушност прави човекот да се чувствува опуштено, среќно, благосостојба, намалување на стрес, зголемување на концентрација и токму тоа е механизмот со кој што двете супстанции многу лесно ги навлекуваат младите луѓе на нивно постојано консумирање. Бидејќи во текот на времето се заситуваат допаминските рецептори, за да се постигне истиот ефект е потребно се поголема количина на никотин, пандан хероин, и на тој начин, значи, стануваат се повеќе и повеќе зависни од цигарите, односно од никотинот кој што го има во цигарите. Доктор Кеве, знам дека сте биле дел од истражување во однос на пушачите, нели, во нашата држава и можноста за нивно одвикнување и се. Само кажи ми на почетокот, па ќе ми кажете и поопширно малку околу ова истражување, дали се свесни младите за тоа што им прави никотинот? Значи, тие генерално знаат дека пушењето е штетно. Меѓутоа, тоа го има на цигарите. Да, тие го знаат тоа, меѓутоа, кај младите луѓе
не е важен моментот за долгорочната добробит за нивното здравје. Тие многу повеќе се фокусирани на нивниот изглед, на нивната актуелност во средината, на тоа да бидат забележени, да бидат интересни, да бидат вклопени во околината во која што се. Така да кај нив со тоа зборување дека пушењето е штетно по здравјето многу и не можеме да добиеме, иако е потребно да бидат запознаени, да бидат свесни дека навистина си прават голема штета по своето здравје и по должината на нивниот животен век. Спомнав на почетокот кратко едно истражување кое направивме, дека секој трет млад човек пуши цигари. Факт е дека се поактуелни се електронските цигари. И едно истражување прочитав дека на 13 години почнуваат со цигари. Да, најчесто од 13 до 15 години веќе тинеџерите ја запалиле првата цигара, без да бидат свесни дека тоа е вовед во нешто што е долгорочно и многу штетно по нивното здравје. Сите мислат дека нема да станат зависни, дека може да го контролираат тој процес, но истражувањата покажуваат дека кај 10% од тинеџерите веќе после второто вовлекување стануваат зависни. Значи, прават зависност кон... Навистина не ми е јасна таа силина која има да се створи таа зависност. Може ли да не објасните како од медицински аспект тоа се случува? Значи, допаминот е многу моќен невротрансмитер, кој што е одговорен за нашето добро расположение, за нашата релаксираност, за нашата концентрација. Тоа заедно со чувството на јас сум слободен, јас сум возрасен, јас сум важен во околината, во својата средина, значи им дава голема самодоверба дека знаат што прават и дека тоа што го прават е правилно. И дека нема баш ним да им се случи тоа што се случува како несакан ефект од цигарите. Меѓутоа, за жал, половина од пушачите, кои што консумираат долги години цигари, нели со сите тие штетни супстанции кои што ги има во челото од цигарите, умираат пред време токму поради болести кои што се непосредно поврзани со пушењето. Значи, половина од нив си го скратуваат својот животен век. Не се свесни младите за тоа уште на самиот почеток. Заради тоа кај младите подобро е да им ги истакнуваме предностите кои што ќе ги добијат со откажување од пушење, а што им се ним битни. Например, здрава кожа. Пушењето ја уништува изгледот на кожата, ги уништува нашите заби. Младите не сакаат да имат неубав здив. Ели, пушењето е една од причините за лош здив, за развивање на бактерии во устната шуплина, за расипување на забите. Понатаму, финансиската корист е многу битна кај нив. Да им искалкулираме колку од средствата кои што тие на годишно ниво ги даваат за цигари, ќе им останат заштедени, например, и со кои што би можеле нешто друго во животот да постигнат. Тие се моменти на кои што повеќе можеме кај нив да делуваме, отколку со овие застрашувачки факти што јас ги знам и што не знам колку ќе допрат до нив, меѓутоа здравјето сериозно си го нарушуваат. Како да допреме? Еве, убаво спомна сите тие примери. Како да допреме до младите? Дали постои можност во, не знам, во училиштата, во образовните програми, да се прави такви превентивни обуки, да ги кажам, или советувања за младите? Се случува тоа во нашиот образовен систем? Децата имаат, уште од основно училиште, имаат такви превентивно здравствено образование во кои што се обработуваат различни теми. Меѓутоа, јас имам чувство, моје лично чувство е дека сепак формално се поменуваат тие теми. Како прво, ние мора да бидеме пример за нашите деца. Професорите, докторите, како јас да му кажем на мојот пациент дека не треба да пуши ако тој гледа дека јас пушам. Слично и со професорите. Средината во која што децата се развиваат. Значи, ако децата се во друштво со двајца пушачи, зборувам за нивни врсници, тие сигурно ќе бидат третиот. Ако средината во која што детето обстојува, излегува надвор од домот, зборувам, се непушачи, помали се шансите и детето да биде непушач. Значи, училишната средина, нивната врсничка средина има огромно влијание во обликувањето на нивните навики. Семејството ги дава вредностите.
меѓутоа секојдневието го дава надворешната средина. И сето ние мораме да бидеме позитивни примери, да ги на еден начин анимираме луѓето кои што поминале низ тој процес, биле пушачи, се одвикнале, тежок е процесот на одвикнување, многу е тежок, да тие лично, например, јас би го предложила тоа, да тие лично им споделат искуства на децата во училиштата. Да, тоа секогаш најмногу останува. Да. Инаку ги има тие програми, ама колку се сериозно сватени и од наставниците и од децата, не сметам дека се доволно сериозно сватени и дека поради тоа можеби и нема доволен ефект. Така, ќе дискутираме малку покасно и за тоа. Сега да се навратам на тоа разлика цигари, електронски цигари и веј, како што сега се актуелно. Што е разликата? Ве прашувам зашто младите знаат во своја одбрана да кажат, ама тоа не е штетно. Електронските цигари не се штетни. Вистина е тоа? Значи, зависноста е иста. Зависноста и кај тутунот, кога зборувам за цигари, мислам на цигари од тутун, што гори, и кај тутунот, и кај електронските цигари, зависноста ја ствара никотинот. Никотин има и во електронските цигари. За разлика од цигарите од тутун, електронските цигари немаат чад. Ги нема тие штетни супстанции како формалдехид, арсен, јаглероден моноксид, кои што се екстремно штетни за организмот млад во развој, за неговиот мозок, за неговиот кардиоваскуларен систем и за ред други состојби, ги нема во тие електронските цигари. Тука е принципот на загревање на течност, која што испарува и тие ја инхалираат парејата. Само за неколку секунди никотинот доаѓа до центрите во мозокот, каде што се врзува на соодветните рецептори, ослободува допамин, кој што веќе неколку пати го спомнав, и тоа е основата на зависноста. Значи, за многу кратко време доаѓа до заситување на тие рецептори. За истото чувство на пријатност да го почувствуваат и задоволство од цигарата, дали е тутунска, дали е електронска, тие посегнуваат кон поголем број на цигари, кон подолго уживање со цигарите и така натаму. Можеби во смисла на тоа дека кај електронските цигари ги нема штетните состојки од чадот, се во некоја мерка побезбедни. Меѓутоа тука има една друга замка. Во течноста која испарува, исто така има хемиски супстанции кои што инхалирани влегуваат во белите дробови, влегуваат во крвотокот и прават исто така неповратни штети. Се уште е мала базата на податоци врз основа на кои што ние можеме да изведеме релевантни студии кои што ќе имаат докази со силна вредност и да можеме да кажеме дека не се штетни електронските цигари. Тие податоци кои што излегуваат секојдневно со студиите може да бидат променети за неколку, за краток временски период врз основа на нови информации кои што ќе ги добиваме, бидејќи веќе почнува да се размислува и за нова класификација на воспалителни процеси на белите дробови кои што се токму предизвикани од консумирање на електронски цигари кои што користат течности на испарување, значи специфично оштетување, специфично воспалителни процеси кои што се трајни, ги оставаат на белите дробови, практично ги оставаат инвалиди за цел живот. Тоа го има ли, се појавуваат ли случаи кај вас? Значи, во мојата пракса не, читам по светската литература, значи има опишано ситуација во кој што како главен причинувач за таков тип на воспалителни промени кои што оставаат трајни лузни, трајни белези на белодробието, го прават инвалид човекот за цел живот, се токму поради консумирање на вакви електронски цигари кои што користат никотин на механизам на испарување на течност. Значи, да бидеме најасно, сепак не се безбедни, како што знаат младите да кажат, и воопшто не се безбедни. Да ја расчистиме таа заблуда која владее дека... Точно е дека ги немаат штетните ефекти од чадот на цигарите, меѓутоа тука имаме нова замка. И воопшто не се безбедни. Да, доктор, ќе погрешите, поправете ме ако грешам, но мислам дека електронските цигари фактот што не се забраните никаде,
Можете во затворени простори да се конзумира Уште повеќе. Уште повеќе, нели, се конзумира. Тоа претпоставувам дека е дупло поштетно отколку да се испуши една цигара надвор. Значи се смета дека и овие податоци кои покажуваат некое благо намалување на процентот на пушачи од некои 3% 2024 до 2025, бројката на пушачи е намалена за некои 3%. Нели, наша надеж дека се намалува бројот на пушачите, може би се должи токму на оние кои што си ги сменија навиките да не пушат цигари, него пушат точно тие замени, електронски цигари. Дали така започнува процесот на одвикнување? Преминуваат на електронски? Да, електронските цигари се спомнуваат како еден од можните начини за одвикнување од пушење, меѓутоа тоа не е метод кој што е поддржан со високо ниво на вредност, бидејќи ја поддржува навиката. Ја поддржува тоа што се вика психолошка зависност од пушењето, а од друга страна кажавме и дека не се безбедни. Значи, во процесот на одвикнување може да помогне, меѓутоа само до одреден временски период, и тоа краток временски период, а најдобро е во процесот на одвикнување, значи, пациентите, односно пушачите, да се консултираат со здравствен професионалец, да им биде понудена соодветна терапија, во смисла на никотин заместителна терапија, дури фармаколошка терапија, кај тие кај што е потребно, а не да се користат на своја глава препарати кои што многу малку или воопшто нема да им помогнат, па дури може и да им наштетат. Многу често сами знаат да се одлучат, ајде нема да пушам цигари од денес, па нели ќе преминат на електронски и тие сами се одлучуваат, нема да пушам веќе. Добро е сам. Дали има резултат? Добро е, така. Постои ли случаи каде сам личност се има откажано од цигарите на своја волја без помош од здравствен работник? Постои, значи, и тоа најчесто кога имаат сериозно загрозување на здравјето. Кога веќе ќе се најдат во ситуација на животозагрозувачка состојба, тогаш поголем дел од пушачите навистина престануваат. Кога постои висока зависност од тутун, од никотин, значи најдобро е да се побара здравствена помош, бидејќи е многу тежок патот за откажување. Тоа е пат еден континуиран на рецидиви, на релапси, па повторно обидување. Значи, не значи ако човекот не успее од прва да престане да пуши, дека со тоа завршува приказката. Значи, многу е важна личната мотивација на пушачот да престане да пуши и доколку тој, ние имаме скали по кои што ги тестираме пациентите во кој степен на зависноста од никотин, доколку тој е во групата на висока зависност, секако му е потребна здравствена помош од здравствен професионалец. Само за вака за ориентација, многу зависни од никотин се пациентите кои што пушат во првите 30 до 60 минути од кога ќе се разбудат, и ако пуши повеќе од 10 цигари на ден. Сега размислете колку од популацијата што пуши е многу зависна. Значи, сите се многу зависни. И многу е тежок процесот. Тие има пациенти кои што сами ќе си одредат ден, кои што имаат цврста волја, ги издржуваат и абстиненцијалните симптоми и престануваат да пушат. Најчесто кога имаат сериозно загрозено здравје. Меѓутоа, тоа е најтешкиот пат што може да го оди еден пациент во оваа битка со никотинската зависност. А што со овие кои знаеме, има и по 2 кутии цигари пушат на ден? Тоа е веќе. Значи, висока зависност е ако пуши 10 цигари на ден и ако првата цигара ја пали 30 до 60 минути по будење. Сето тоа е веќе, дури немаме ни скала да го измериме колку е зависноста голема. И се потежок е процесот на одвикнување. Сега кога разговараме ми доаѓаат и други прашања, нели, кои не ни се предвидени. Полесно е да се одвикне млад човек, докторке, или повозрасен? Секако кај младите, како што се уште не настанале толку силни промени, значи се уште тука можеме многу повеќе да делуваме, да се направат и обиди и да се поддржува младиот човек во процесот на одвикнување, без осудување, се разбира, да му се понуди помош, бидејќи на тој начин го заштитуваме долгорочно неговото здравје. Не само зависноста, значи го заштитуваме кардиоваскуларниот систем, го заштитуваме мозокот, ги заштитуваме белите дробови, бидејќи имаме цела палета на болести кои што се директно поврзани со дејството на цигари и нивното влошување директно зависи од бројот на цигари испушени и од пушачкиот стаж.
Така да колку порано ги примениме тие интервенции, толку поздрави ќе ги зачуваме нашите деца. Да. Сега е актуелна тема загадувањето, нели, надвор и сите зборуваме за загадувањето и се, но колку често луѓето тргнуваат од самите себе околу пушењето цигари и она што сами си го нанесуваме како штета. Свесни се. Знам дека ве прашавме сами од почеток за младите, но генерално и за возрастните. Знаеме дека пушат цигари голем дел, кажавме, половина од популацијата пуши цигари. Дали се тие свесни и дали тие го преземаат првиот чекор, доаѓаат кај вас и да кажат ајде да се одвикнам од пушење, тоа е штетно за моето здравје. Докаде е свеста кај луѓето? Значи, во мојата 25 годишна пракса, се уште немам пациент кој што дошол кај мене и да ми каже јас сум пушач и сакам да ми помогнете да престанам да пушам. Секогаш докторот е тој што мора прв да иницира темата, што мора да ги даде насоките, без при тоа пациентот да се почувствува загрозен. И знаете, многу ретко се иницира темата од причина што, како прво, ги знаете гужвите во нашите амбуланти, бројот на пациенти кои што поминуваат, а за тоа сепак ни е потребно време, ни е потребни услови, ни се потребни средина посебна, во која што вака ќе се створи една доверба и да можеме посериозно да поразговараме со нашиот пациент, да направиме разговорот кој што би имало и ефект. Заради тоа токму се направени техники со кои што во краток период ние можеме да ја процениме состојбата кај пациентот, во некои си 5 минути со поставување на 2-3 отворени прашања, да го процениме неговиот став према пушењето, неговата желба да престане да пуши и од тука тргнуваат насоки, протоколи со кои што различно се однесуваме кон пациентите кои што воопшто не помислуваат да престанат да пушат и пациентите кои што размислувале, меѓутоа имаат проблеми со абстенцијалните симптоми, со недовербата дека можат да ги остават цигарите. Тука веќе имаме сосема други патишта на комуникација и на структурирани прегледи кои што ги закажуваме во одредени периоди. Тоа сме го правеле. Имам неколку пациенти со кои што сме работеле. Имаше, за среќа, еден пациент кој што престана да пуши. Имаше неколку обиди кај други пациенти. Значи, јас ги поздравувам сите обиди, бидејќи и еден обид значи подобра опција отколку ни еден. Да. Какво е нивното чувство? Може ли да ни споделите пример пушач и после, нели, третмани со вас и работа? Сигурно тоа трае долгорочен процес, како што кажевте. Како се чувствува сега? Па се чувствува како победник. Во секој случај, поради тоа што не пуши, се чувствува како победник. Се чувствува како да направил голема работа, всушност и направи голема работа. Значи, нешто повеќе од било што друго, што го поврзуваме со голем број несакани исходи од разни хронични заболувања, секаде во голема мерка, ако не и најголема е пушењето. Например, кај еден пациент, кај кој што правиме превенција од кардиоваскуларни заболувања. Тука правиме, водиме контрола, нели, контролирани прегледи за нивото на холестеролот, за притисокот, за шеќерот во крвта. Меѓутоа, пациентот има и пушачки статус. Тој е активен пушач. Значи, ако ние ја отстраниме причината пушење како еден од ризик факторите, значи, всушност, пациентот го внесуваме во група за половина помалку ризична да добие кардиоваскуларна болест, отколку сите други фактори заедно. Значи, ние даваме лекови за холестерол, пациентите пијат статини, даваме лекови за притисок, пијат антихипертензиви, го контролираме шеќерот, меѓутоа истовремено пациентот пуши. Да. Значи, многу поголем бенефит ќе има тој ист пациент ако го остави пушењето, отколку сите три што ги спомнав интервенции претходно. Затоа ве прашам докаде е свеста. Не прифаќаат. Значи, не прифаќаат. Најголемиот дел се многу зависни од никотинот и дури не сакаат да зборуваат на темата. И од причина што ние докторите, нели, не сакаме и да си го загрозиме односот помеѓу пациент-доктор, ги познаваме нашите пациенти таму кај што знаеме дека постои тврдокорен став, дека пациентот не сака да ги остави цигарите, дека тоа е негов животен стил, го оставаме, за жал, и се трудиме се друго што можеме да санираме. Да. Меѓутоа имаме и колебливи пациенти кај кои што и тоа како има поле за работа.
постојано се прашуваме после сите тие истражувања зошто Македонија е на врвот, нели, во првите 10 земји кои имаат најголем број на пушачи. Која е според вас основната причина? Менталитетот на живење, стресно живење, како што знаеме да кажеме, економски услови? Зошто кај нас се случува тоа, пораст на пушењето, за разлика од западноевропските земји, каде да се пуши цигари веќе скоро и да е стигматизирано. Така, стигматизирано. Што се случува кај нас? Каква нација сме? Зошто кај нас се зголемува пушење цигари? Јас имам еден податок уште пофрапантен, значи дека Македонија е 4-та во светот по бројот на пушачи. Го спомнавте разликата, помеѓу западноевропските земји и Македонија. Значи Македонија е во групата на земји со среден и низок стандард. Западноевропските земји некаде 70-те, 80-те години ја доживеа таа пушечка епидемија и од тогаш има пад на бројот на пушачи до ниво да сега, значи во круговите на луѓето кои што се интелектуалци, кои што се образовани, кои што имаат повисок степен на свесност, е исклучително. Значи, исклучително е да пуши некој цигара. Кај нас, како и другите земји од Источна Европа и земјите со низок и среден стандард, овие трендови се случија малце покасно и многу побавно оди падот на пушачите, бројот на пушачите што... Да, спомнавме 3%. Многу бавно оди, тоа е така наречена некоја епидемиска забавена слика, што е точно карактеристична за земјите со низок и среден животен стандард. Причините многу културолошки, како прво кај нас е прифатена. Состојбата на пушач, статусот на пушач е прифатена состојба, општествено прифатена состојба. Кај нас ајде на кафе, значи ајде на кафе и цигара. Цигарата значи друштво, значи забава, значи релаксирање. Значи антистрес цигарата. Се уште е прифатена како средство за намалување на стресот. Понатамо економски, кај нас цигарите се релативно ефтини, за разлика од цената на цигарите во западноевропските земји, а од друга страна пак нашето население е доволно сиромашно за да не може да си вложи во личен развој, да даде пари за личен развој, за образование, за да посетува групи на поддршка, за едукација. Да. Значи, овде ги немаме пари, та ги трошиме на цигари. Понатаму политичките причини. Имаме закони, не да немаме. Меѓутоа законите не се почитуваат. Не се почитуваат законите. Сите тие заедно допринесуваат да Македонија за жал се наоѓа таму каде што е и да имаме многу работа. И ние здравствените работници, а исто така и медиумите. Така. Факт е дека убаво спомнавте медиумите. Се прават само новинарски истории, нормално, и ние ги влечеме сите тие податоци од таму, но не се разговара. Барам моje мислење е дека не се разговара многу на таа тема, на тие штетни последици и како превентивно да се реагира. Јас би рекла најмногу кај младите, затоа што тие почнуваат со пушење цигари затоа што е тренд, не се свесни. И пак се враќаме на моментот, кој е клучниот фактор, дали од семејството да се почне или, пак ќе кажам, во самиот образовен систем треба малку повеќе да се интервенира? Секако дека семејството е местото каде што детето ги гради првите ставови, првите навики по својот живот. Значи, ако детето има рол модел на родители кои што пушат, секако тоа без никаков проблем ќе му биде прифатена навика. Да. Меѓутоа имаме и голем број деца кои што доаѓаат од семејство кои што не се пуши. Тука обликувањето е повеќе од околината, од другарчињата, од средината во која што се дружи. И заради тоа мислам дека семејството на почетокот најбитен фактор, меѓутоа училиштата се дефинитивно место каде што на сите деца, независно од какво семејство доаѓаат, ќе можат да им се изградат ставови кон овие штетни навики. Тука пред се мислам на службите во училиштата, на психолозите, педагозите, наставниците, во соработка со здравствени работници, во соработка со медиуми, може
многу повеќе да се направи тоа што го имаме во моментот. Да. Се сеќавам, докторке, и вие ќе се пресетите кога ние бевме средно училиште, беше забрането, па макар и во школскиот двор не смееше да се пуши цигари, тие што пушеа мора да се кријат, нели, Так. директори. Сега за жал не ја гледаме таа слика. Да, не ја гледаме. Имаме насекаде, нели, со електронските цигари се пуши и во школски дворови. Така. И сега, како ние како родители, еве и јас имам керка што е тинејџер, ајде да кажеме млада, знаат многу често и да ни кажат, па и да подлажат, не пушеме цигари, но знаеме дека нели се случува и да пробаат и на излегување сите знаат да пушат или да консумират електронски цигари. Како ние како родители да се однесуваме по тоа? Затоа што знаеме, ако се забранува строго, нели, ако се казнува и се забранува, само ќе го отргнеме детето од нас и нема да постигнеме успех. Так. Како да разговараме со нив? Што да ги советуваме за да некако допреме до младите и го кажеме тоа и не разберат што сакат да им кажем? Разговараме на начин на кој што тие можат да не разберат. Не смееме да ги осудуваме, не смееме да ги стигматизираме, меѓутоа мора да им биде јасно дека тоа што го прават полека, ама сигурно го нарушува нивното здравје, дека тоа нарушување можеби во сега во нивните 19-20 години не значи ништо. Сега тие, како што спомнав порано, многу повеќе се заинтересирани за својот изглед, за своето дејствување во средината, за да бидат прифатени од околината, да изгледаат кул, кажано жаргонски на нивни јазик. А сето тоа е по нивна штета, по штета на нивниот, пак ќе кажам, изглед во кој што вложуваат, полека, ама сигурно, цигарите ќе уништи пред време, ќе остане нивната кожа, ќе ги направи нивните заби со пигменти, со обоени, нема да им бидат убави бели забите, ќе имаат лош здив. Значи, ги трошат средствата кои што ние и така тешко ги одделуваме, ги трошат на нешто што воопшто не е корисно за нив. Многу од нив, сум разговарала со студенти, мислат дека цигарите им ја зголемуваат концентрацијата и заради тоа пушат. Значи, тоа е лажно зголемување на концентрацијата, бидејќи секое ново консумирање на цигари бара поголема доза за тие да се чувствуваат концентрирани. Значи, на некој начин самите влегуваат во замката и мислам кога на еден пријателски, на еден другарски начин ги објаснуваме тие работи, мораме постојано да бидеме будни, да ги следиме нивните чекори. Можеби во еден момент, навреме, пред да биде доцна, ќе разберат дека не е тоа што ним им е потребно, за да изгледат прифатени, за да бидат важни, за да, не знам кои се другите нивни причини, туку треба да се грижат вистински за своето здравје, да имаат вистински вредности. Так. Овде треба да работиме убаво спомна сите, и како родители, и како општество, и сите институции. Овде би ги споменала и компаниите, нели, кои се производители на цигари, на електронски цигари, на сите тие никотински средства. Сметате ли дека тие се како жртви на таа нивна кампања и постојаната достапност и присутност на овие електронски цигари? Гледаме дека еве конкретно нели ние во Струмица на секој чекор ги им. Так. И во било кое време од денот и ноќта може да ги купат, што е многу жално. Цената им е исто така достапна. Секако дека се жртва децата. Меѓутоа и тие компании се компании кои што работат за профит. На сите пакувања е напишано тоа што законски е одредено, дека пушењето убива, дека пушењето е штетно по здравјето и така натаму. Тие кампањи кои што се спроведуваат придонесуваат за луѓето кои што се лабилни, во смисла и пушат, меѓутоа знаат и дека можат без цигара. Размислуваат да ги остават цигарите, тоа може кај нив да делува. Кај тие кои што имаат силна зависност, тоа воопшто не делува никако. Како да не го пишува тоа на опакувањето на цигарите или како, еве тоа што го зборуваме ние, воопшто нема да допре до некои луѓе.
Македонија е традиционално земја во која што се произведува тутун, и економски, и политички, значи од тоа обстануваат семејства, и знаете, тоа е меч со две острици, не можеме да зборуваме за Против таа индустрија, Да, апсолутно, да. Ние не можеме би сакала само да дадам еден пример, нели, дека има и кампањи, има, но колку тие допираат до младите. Јас мислам дека пушењето е штетно по здравјето, кампањата на секоја кутија цигари не влијае. Воопшто. Значи, буквално тие што сакаат да пушат, тие што се со висок степен на зависност, а кажавме, значи многу лесно се станува високо зависен од никотин, воопшто не ги забележуваат тие кампањи. Треба да се вложува во кампањи против пушењето, меѓутоа и на други начини, уште поинтензивно, и да се бараат други начини да ги заштитиме младите. Јас се надевам дека нашето општество, одговорните ќе преземаат малку поактивни мерки во таа област, за да се зголеми свеста за штетното влијание на цигарите и на електронските цигари. Знаеме дека едни се грижат за профит, меѓутоа битно е и здравјето на луѓето, и дека вие како здравствени работници ќе го дадете вашиот придонес за да ја подигнете свеста кај младите. Се надевам. Докторке, кажете ми за крај на овој разговор. Ми кажа убаво дека ние како родители како треба да се однесуваме кон нив и каков апел треба да им дадеме. Но еве од вас како здравствен работник, нели, како доктор, до сите пушачи, кој би бил вашиот совет? Мојот совет е што побрзо да размислат и да почнат да ја прифаќаат идејата дека пушењето не е за цел живот, дека веќе после одреден пушечки стаж треба убаво да се размисли и да се вложи во здравјето. Значи, идејата за престанок на пушење доаѓа и созрева кај пушачот, додека кај него не созре идејата и желбата и волјата за престанување со пушење, ние не можеме ништо да направиме. Има посебни подкатегории кои што не ги спомнавме, би сакала на брзина да ги спомнам. Тоа се бремените жени кои што пушат. Тоа се луѓето со респираторни заболувања, кои што буквално си го скратуваат животниот век со пушење. 80% од пациентите кои што имаат ХОП се пушачи. Од нив 90% ќе умрат точно поради пушењето. Значи, драстично ја намалува, односно ја мени клиничката слика кај ХОП, пушењето и престанокот на пушење. Понатаму луѓето со малигни заболувања. Ако еден пациент успел да ја избие битката со една малигна болест и продолжува да пуши, многу се поголеми шансите дека може да добие и друга малигна болест. Како? Затоа прашуваме, како да допреме до тие луѓе? Која е таа силина на никотинот што го прави да биде посилен и од докторски совет и од многу е силна зависноста. Ја спомнавте студијата на која што ние работевме. Добро. Во тоа студија се работеше за 3 групи на пациенти, во кои што на првата пушачи, кај кои што во првата група пациентите беа подложени само на многу краток совет. Значи, структурирани неколку информации во контекст на нивното здравје, во рок од 5 минути разговор со пациентот со кој што иницираме поттикнување за размислување за откажување од пушење. Втората група на пациенти беа пациенти кај кои што паралелно со многу краткиот совет меревме и јаглероден моноксид во издишниот воздух. Самите гледаа колку имаат јаглероден диоксид, јаглероден моноксид во издишаниот воздух во споредба со популацијата која што не пуши. Јаглеродниот моноксид е отров. И третата група беа пациенти кај кои што се покажа покрај многу краткиот совет се мереше и белодробната старост кај истиот пациент. Значи се прави споредба, овој пациент со тие перформанси кои што ги има, возраст, висина, тежина, белодробната старост во однос на пушењето спрема со
методи на мерење на издухниот воздух. Так. Кај сите нив се покажа, ако пациентот е, карикирам, ако пациентот е на 40 години, дека има белодробна старост од 75 години. Значи, толку е оштетена неговата плуча, неговите бели дробови. Зборуваме за пушачи, како што кажавте, 10 цигари на ден. Многу малку се тие. Тие се многу малку. Значи, 10 цигари на ден веќе сметаме дека е со висока зависност. Меѓутоа, тие што пациенти ние ги имаме секојдневно, се со многу поголем број на испушени цигари во текот на денот. Значи, најголем ефект за да ги поттикне да размислуваат, добија пациентите кај кои што меревме белодробна старост, значи, кај што увидеа дека навистина има оштетување на нивните бели дробови, во споредба кога не би пушеле, и кај пациентите кај кои што го меревме јаглеродниот моноксид. Само многу краткиот совет како интервенција имаше пониски вредности. Да. Не случајно разговараме уште од самиот почеток дека не се доволни само споделување информации и изборување дека пушењето е штетно по здравјето. Треба да се направи нешто поразлично, нешто подетално, за да може да се вмрежи во мозокот на таа личност нели што пуши, што значи пушењето цигари. Значи, пак ќе кажем, многу е кратко времето што можеме да им го посветиме на пациентите. Значи, мали се ресурсите. Решение, имате ли некоја идеја како тоа да се реши или што да се направи, некоја иницијатива за да се направи, се со цел нели да се значи, намали иницијативи има многу. Значи, почнувајќи од сите тие едукации и обуки низ кои што поминаа лекарите од примарна здравствена заштита, се обучени да ги применуваат овие методи кои што јас ги спомнав неколку пати. Меѓутоа, во пракса различно изгледаат овие работи. Како прво, временската ограниченост, преоптовареноста на амбулантите од примарна здравствена заштита со пациенти. Друго, ресурсите. Со кои ресурси располагаме. На крајот никој не сака да работи нешто што не му е платено. Трето, оној страф кај докторите за компетентноста, за да не го наруши оној однос пациент-доктор, да не биде грешка сватен, па пациентот ќе му се одјави, ќе отиде кај друг доктор ако го свати како навреда неговиот пушачки статус. Значи, сите тие несигурности, сите тие моменти во кои што ние не се чувствуваме доволно компетентни, доволно силни, доволно временски слободни, доволно наградени, се причина за малата имплементација на овие методи. А верувајте, од 100 пациенти на кои што им е даден многу краток совет, 3 повеќе успеале да го остават пушењето на период од 6 месеци, доколку не го добиле тој совет. Значи, таа бројка во статистички рамки значи многу. Значи, само со многу краток совет. Ако на тоа ги додадеме интервенциите што ги зборувам, да користи пациентот никотин заместителна терапија, па и фармаколошка терапија таму каде што е потребна, успехот е многу поголем и на подолгорочен рок да се остават цигарите. Сакам да спомнам и за никотин заместителната терапија. Тука станува збор за тие никотински лепенки, мастики, никотински држеви. Да, ги прочитав во некој истражување. Голем дел од пациентите на своја рака ги користат. И тоа не е правилно. Што значи тоа? Значи, не ги користат правилно. Значи, мора да се одреди кесички. Никотинска кесичка е друго. Никотинска кесичка е како замена за користењето на цигари, на електронските цигари. Никотинските лепенки се метод и докажан со ниво на доказност А, дека помагаат во откажување на пациентот од пушење цигари. Значи, со никотинските лепенки пациентот ја добива дозата на никотин, која што би ја добил со цигарите преку соодветна лепенка. Со тоа се намалуваат абстиненцијалните симптоми и неговиот порив да запали цигара. Најдобар успех се постига кога никотинските лепенки се комбинираат со други никотински заместителни препарати, например никотинска мастика. На тој начин, со постепено намалување на дозата на никотин и санирање на тие абстиненцијални симптоми кои што се јавуваат во текот на откажувањето, успехот за откажување е многу поголем. Но да, секако треба да биде во соработка, нели, со доктори, постојана консултација. Бидејќи ги има никотинските лепенки со различна концентрација на никотин, пациентите сами пробуваат, тоа е најчесто помала доза од таа што им е потребна и не знаат како точно да ги употребуваат. Се појавува ли злоупотреба на вакви никотински лепенки? Не, бидејќи
тука тука го заменуваме само оној дел од цигарата кој што ја прави физичката зависност. Навиката е таа што нив ги прави многу позависни. Некаде за 2 до 4 недели пациентите веќе немаат физичка зависност од цигара. Меѓутоа, психичката зависност знае да трае со месеци. Оние состојби на кафе, со истото друштво кој што палат цигара, излегувањата вечерни. Значи, тука има место и поле на работа повеќе, бидејќи тоа е тоа што пак ќе направи релапс и пациентот пак ќе почне да пуши. Тука предпоставувам треба и психолошка поддршка на ваквите пациенти. Апсолутно. Значи, сите тие структурирани прегледи за кои што јас зборував, значи започнуваат 2 недели пред закажаниот термин за откажување од пушење и продолжуваат уште најмалку 3 месеци после датумот на откажување од пушење. Се среќаваме со пациентот еднаш во неделата, 2 пати во неделата, зависно од неговите потреби. Целта е преку структурирани разговори да го мотивираме да дадеме никотин заместителна терапија доколку е потребна, фармаколошка терапија, постојат лекови исто така и пациенти кои што се подобни во однос на нивните коморбидитети и да ги препознаеме моментите во кои што доаѓа релапс. Да му помогнеме да го надмине. Криза, да, и да кажано наш. Да. Верувајте, има пациенти кои што многу ги почитуваат своите матични доктори и всушност од тоа да не го изневерат докторот, си прават и себе услуга. Имаме и такви ситуации, многу ми се драги. Како и да е, добро е за многу ми се драги. Да? Меѓутоа, на другата страна на летвицата имаме пациенти кои што воопшто не сакаат да разговараат на темата и кај нив оставаме. Кога тој ќе... Тие предизвик пациенти со кои треба да се направи малку... Ги користиме моментите да речеме на нивна здравствена состојба која што е непосредно предизвикана од пушењето, во тие моменти да им објасниме и да им укажеме дека токму заради пушењето на цигари они се наоѓаат во таа здравствена состојба и дека најдоброто што може да го направите да престанат да пушат. Да. Спомна бремени жени. Така. За жал има примери и јас ги гледам, бремена жена пуши цигара и знае дека што ќе му биде на бебето, ништо значи, пушењето во текот на бременост е поврзано со голем број на проблеми во текот на бременоста, од превремени породувања, абортуси, малформации на плодот, чести респираторни и заболувања кај бебето, значи ниска родилна тежина на плодот, се поврзани токму со пушењето во текот на бременост, исто така и кај бремените жени со висок степен на безбедност може да се користат овие никотин заместителни терапии, каде што го менуваме никотинот во помала доза, а ги нема другите штетни компоненти на цигарата. Сакам да ги споменам и децата како пасивни пушачи во семејствата во кои што се пушат. Во кој што се пуши, малите ние, деца. Кои не сме пушачи, сме во простори, нели, каде што се пуши. Забележено е после викенд поминат во домот, во кој што пушат и 20 родители, зборувам за мали деца, има зголемена и зачестена посета кај матичниот доктор поради респираторни заболувања. Значи, фактички, самите родители иницираат состојби со кои што се појавуваат заболувања кај детето. Свесни се родителите дека тоа е од пушењето цигари или знаат да препишат на загадување или на... Да, на се друго, ама не пушењето. Пак ќе кажам, пушењето е голем проблем, имаме голем степен на зависност кој што го компарираме со хероинската зависност. Значи, механизмот на настанување на зависноста е ист. Воопшто не им е лесно на тие луѓе туку така да престанат да пушат. Целта ни е да ги анимираме нашите млади кои што се уште не развиле висок степен на зависност, порано да престанат со таа лоша навика, да се вратат и да се завратат кон здравиот начин на живот, а другите да не ги осудуваме, туку да ги охрабриме да побараат помош кај своите матични лекари во прва линија, секако и кај лекарите од секундарно и терциерно здравство. Меѓутоа, верувајте, секој од нив ќе биде и расположен и ќе може да им помогне во патот на откажувањето, бидејќи воопшто не е лесен. Најтешкиот пат што може да го изберат е сами да го одат тој пат.
Да. Не дека не е изводливо, меѓутоа е најтешко. Многу тешко, многу ретки се случаевите кога нели сме слушнале дека реши да се откаже од пушење цигари и е откаже. Најчесто тоа е ден-два, па потоа убаво кажавте, ќе седне во друштво или па ајде само една цигара, па нема ништо да ти штети. Да, само тоа некако не тргна муабетот, ама ако колку стресот, проблемите или нервозите се причина за да се посегне по цигара. Значи најчест тригер за повторно почнување со пушење на цигари се токму е такви стресни ситуации, нервози, емотивни ситуации во семејството, на работа, било каде. Животот ни е на сите многу комплициран и стресен и бидејќи кај нас во нашето општество цигарот е доживеан како нешто што не ослободува од стрес. Ми е намалува нервозата, ме релаксира. Не е точно, меѓутоа навиките и општата прифатеност на цигарата како антистресно својство, значи го допринесува тоа да точно тие стресни ситуации се тригерот во кој што нашите пациенти кои што направиле обид повторно станат пушачи. Да се надеваме дека после овој разговор публиката и јавноста ќе се одважи вашите пациенти или било кој друг може да се јави кај вас, да дојде кај вас на било каква консултација, разговор. Не значи дека треба веднаш нели да пристапат кон одвикнување, но секој еден разговор е добре дојден. Апсолутно. Првото размислување во нивната глава е најважниот момент во кој што ние здравствените работници треба да почнеме да делуваме. Така. Доктор, јас ти благодарам. Мислам дека направивме убав разговор, едукативен. Дадовме информации кои верувам дека голем процент од пушачите на цигари не се свесни за нив и затоа се случува овој пораст нели на пушење цигари. Јас секогаш велам еден човечки живот да спасиме или да промениме, ќе бидеме задоволни. Така. И јас ви благодарам, се надевам дека допринесовме барем малку некој да почне да размислува во насока на здравието, а не на оштетување на здравието, и ви стојам на располагање за темата кога сакате. Така, ќе се видиме повторно во некој нареден подкаст на некоја нова тема интересна за здравието. Вас ви благодарам за вниманието и се гледаме наредниот подкаст.